И како што најавив, почитувани гледачи, во вториот дел од Дневникот е мојот разговор со еден од професорите на Универзитетот Гоце Делчев. Така решивме почесто да ги повикуваме, бидејќи на дневна база се менуваат актуелностите во државата во која што живееме. Мој ваш гостин е проректорот, професорот Кирил Барбарев. Професоре, добро дојдете во продолжетокот на Дневникот. Добар ден и благодарам на поканата. Професоре, има две, поточно три причини кои ме наведоа да ве поканам на овој разговор. Се разбира се кој ще поканете, бидејќи ако не научиме да го користиме паметот кај оние кои пренесуваат памет, ние многу дебело сме сгрешиле во општеството. Првата работа е кога ПИСА излезе со годишниот извештај, каде што кажа дека нашите ученици се меѓу најслабите во Европа, не сме најслаби, туку меѓу најслабите по познавање на македонскиот јазик и математика. Второ, Светската банка завчера излезе со иста таква процека во која што, ако не се лажам, 63%, скоро 2/3 од младите во Македонија имаат нефункционално образование. Но тоа е статистички податок или истражување на оние кои се задолжени за тоа. Вас се повикав, бидејќи барем во последните 5-6 месеца ги читам вашите постови, како да се обидувате да го разбранувате ова, бидејќи е акутно. Ви одговараат професори од Босна и Херцеговина, од Загреб. И отприлика изгледа дека сите не тишти тоа. Професоре, зашто се работи? Станува збор за едно многу сериозно прашање и тоа се сега податоци кои што доаѓаат од светски институции, сериозни институции кои што долгорочно се занимаваат со мерење на квалитетот на знаење на она што се случува во воспитно-образовните системи. И ПИСА е една сериозна организација, институција основана 2000 година и на секои 3 години врши тестирање и испитување на 15 годишниците во една држава и некаде опфаќа примерок во некои земји од 10.000 ученици, во некои земји дури сите средношколци, односно на возраст од 15 години влегуваат во тоа испитување и истражување. И се врз основа на тоа се прави по неколку критериуми, по неколку области се прави вреднување на знаењето, односно применливост или функционалноста на знаењето на учениците. Тоа е поврзано понатаму со какви генерации ќе влегуваат во општествените, приватните и како ќе се гради општеството и целокупната економија и технологија во една држава. И од тука информациите и заклучоците кои што произлегуваат од таа институција, всушност е сериозен показател за тоа каков ќе биде квалитетот на живот и економската благосостојба на граѓаните после 10 или 15 години, бидејќи тие ученици кои што сега се 15 годишници се всушност енергијата или идната енергија на општеството, односно на државата. Од тука не дека тие бројки ние не знаевме дали сме 68 или 70 или на последното или на предпоследното место, но еден поголем дел од луѓето веќе подолго време тоа го чувствуваат, тоа го знаат и го гледат секојдневно. Тоа го гледат и родителите, тоа го гледаме и ние кои што сме на факултетите, тоа го гледат и наставниците и професорите во основните и средните училишта, тоа го гледат и воспитувачите во предучилишното воспитание и образование. Значи станува збор за една многу сериозна тема која што во изминатите 10 на 15 години, па дури и подолго според мене, бидејќи овие проблеми кои што сега се последица на одредени политики кои што се случувале не само во последните 10 години. Демонтажата на така наречената демонтажа на нашиот образовен систем е започната многу порано. Така јас се обидувам да дадам една визура на нештата од повеќе агли и се обидувам да не се фаќам на некои митови, предрасуди и стереотипи кои што постојат во јавноста, кои што често се слушат дека во овие 5 години или во овие 10 години се сруши образовниот систем, дека во овие 15 години е променето. Состојбите со образовниот систем започнуваат многу порано и само ќе ви кажам неколку примери. Уште јас кога сум бил ученик и уште кога вие сте биле ученик и генерации дури повозрастни од вас, вие знаете дека ние кон некои училишта во средината ги нарекувавме каубојско училиште, ваша последна шанса. Тоа ретко ќе најдете такви средини, такви општества кои што кон образовните системи, кон училиштата се обраќале можеби со точни констатации. Јас не навлегувам дали тоа било точно или не точно, но имало некој зрнце вистина да го тоа и наречете така. Но тоа не е само
прашањето дали да го наречете, туку дали сте се обидели вие да го менувате тоа во изминатите 30, 40, 50 години. Од тука станува збор за многу сериозна тема. Затоа тие институции, ПИСА, Светска банка, ОЕЦД, постојано на 2 години, на 3 години излегуваат со сериозни параметри, со сериозни бројки, кои што ни даваат некакви показатели, кои што всушност се црвено светло, можеби и трето црвено светло во изминатите десетина години, за тоа што е тоа што ние веќе треба да почнеме да менуваме. Најголем дел од земјите врз основа на тоа почнуваат да ги менуваат сериозно образовните политики, врз основа на тие резултати. Професоре, ќе си земам за право да искоментирам една ваша колешка од Сараево, професорка која ви одговара на еден ваш пост, па јас се обидов да го прочитам целиот. Она вели вака, нашиот излез е повторно кај нас, од прилика така стои, вели, со голем број на образовани луѓе, барем со статус, ние можеме да изградиме систем кој е компатибилен со нас и со показателите по барањето на пазарот, на општеството, кој ќе биде меродавен, мериторен, бидејќи ќе излезе од сознанието што овде ги имаме, како што велите вие. Ние едни училишта зошто ги нарекувавме така? И таа е голем критичар на превземањето на проектите како Кембридж, преземањето на правењето на комплетен образовен систем кој се купува од странска памет и не дава резултати што се очекува. Таа на крајот вели вака, ајде да почнеме ние да продолжиме таму кај што застанавме. Сте го читале веројатно, тоа е одговор на вашиот пост. Постојат, знаете, во изминатите десетина години се направени многу материјали, поставени се многу научни и стручни трудови на кои што се зборува како да дојдете до квалитетен воспитно-образовен систем. Постојат примери позитивни на кои што може да се земат сериозни добри пракси и да почнат да се применуваат во нашиот образовен систем и тоа го посочуваат по кои критериуми од каде треба да се тргне, дали само финансиите се клучното прашање, дали треба да се работи на кадарот, како тоа да се направи, така натаму и така натаму. Но што е сега тука многу важно? Сакам со вас да го споделам тој на гледачите, бидејќи е интересно, се наоѓаме во еден таков контекст. Пред десетина дена бев во Бугарија, на кој што разговаравме на различни теми, образование, економија, миграција, туризам и така натаму. И еден од луѓето кој што беше гостин, предавач на таа трибина, беше човекот кој што всушност е дел од екипата која што одговарала и ја подготвувала политиката економска заедно со образование од Бугарија со Европска унија. Се вика Калојан, еден брилјантен млад професор кој што работи и во владата и на универзитет. Ја го прашав, Бугарија влезе 2007 во Европската унија. Ако ги земете параметрите на успех на образованието во Бугарија од 2007, пред 2007 и по 2007, ќе видите дека Македонија и Бугарија се тука некаде. Ние сме, ако сме ние 60, на 68 место, тие се некаде 55 или таму нема сериозни поместувања во овие колку 10 на 12 години од влезот на Бугарија од Европска унија во и го прашав што е тоа што на вас Европска унија ви прави некој притисок да се подобрувате или зошто не се подобрувате? Знаете што беше одговорот него? Вика, на ова прашање, знаете што ни одговараат? Сами морате тоа да го направите. Така е. Затоа колешката која што ја спомнавте и организациите кои што веќе се повеќе луѓето се возбудуваат околу овие теми се всушност теми дека ние мораме сами тие теми да ги решиме. Точно е дека ќе постојат одредени стандарди кон кои што ние ќе се стремиме, но клучната работа за која што мораме да станеме конечно свесни е тоа што ние сами ќе направиме, односно дали ние имаме визија да се видиме самите после 5, 10, 15 години каде треба да биде едно училиште во Република Македонија, како треба да изгледа учителот во Република Македонија, како да изгледа факултетот, односно со кои критериуми внатре на човечки ресурси. Бидејќи клучната работа на иднината не е во тоа колку знаење вие имате, колку знаете. Google знае се. Така не е. Клучното прашање е всушност што со тоа знаење вие можете да направите. Тоа денес светот го интересира. Колку се мерливи инструментите кои што сакате да ги направите. Сега, каде е тука проблемот? Зошто не се трансформира Бугарија или оди бавно во трансформацијата на образовниот систем и зошто такви како нас земји не се трансформира? Тоа е објаснето во еден научен труд на овој човек кој што ги прави овие истражувања, се вика Андреас Шлейхер, кој што зборува дека една од добрите работи е дека вие
со образование можете да изгубите избори, ама со образование не можете да добиете избори. Сега тоа политиката го тоа многу добро ова е знае. прашањето. Значи, тоа е клучната поента, Така е, дека професор. вие во 2-3 години, колку што е мандатот на еден политичар, на еден министер, на еден премиер, нека и 8, нека и 4, вие не може да направите сериозна трансформација на образовниот систем. Не може да направите сериозна трансформација и на други системи, но ова е многу бавно видлив резултатот, бидејќи резултатот ќе дое после 15, 20 или 30 години. И сега затоа тие тука не навлегуваат Нема во политички решавањето, бенефити. значи нема краткорочни политички бенефити и затоа нивните политики се бават во образование да не ги таласаат тие инертни системи, оти ако почнат да ги таласат, веднаш почнуваат да се појавуваат различни интереси кои што се загрозени, бидејќи знаете, често ја дават сантата мраз во која што се гледаш каде е врвот на мразот, меѓутоа 2/3 ние не гледаме што се е во коренот. Во коренот, кој што ние не ги гледаме, се различни интереси на разни структури во системот, различни Го видовме мотиви, тоа со различни Законот за стереотипи. високо Значи тоа се образование. многу добро види и сега, се види и порано. Значи никој всушност не тргнува реално да го покаже, да ја покаже реалната слика, крвната слика, нели ние мерењето во образованието е важно, не дека се може да се измери, но тоа исто како кога одите на доктор и вас ви интересира дали сте во таа и во таа граница со состојбата во која што треба да биде. Вас не може да ви каже доктор, добро е, сликата е одлична, ама тоа ништо не ви кажува на вас. Така да тие се според мене клучни прашања на кои што веројатно мора да се појават нови профили на луѓе во тие министерства кои што ќе ги професионализираат целосно тие сектори професионални, биро за развој на образование, испитен стручен центар, мора да се подигне нивото во владата дека инвестициите во образование мора да дојдат на нивото на она што представува Европска унија. Само за пример, значи процентуално некаде доаѓа во Европска унија се издвојува 440 евра по граѓанин за наука, во Македонија се издвојува 6 евра. Значи сега знаете, тоа се примери кои што се многу лесно споредливи и јас често се обидувам тоа да го објаснам со спортот. Бидејќи сум бил спортист и ми се јасни некои состојби таму и ние во изминалите 10 години имаме многу добар пример да речеме со Вардар како ракометен клуб кој што направи одлични резултати. Зошто ги направи тие резултати? Затоа што имаше друга парадигма на инвестиција, на организација, на поставеност, на желба, на цел која што сакаше да биде. Значи, така да тоа е... Професоре, употребуваме термин парадигма, некако стана модерен сега, употребувајќи тој термин политичарите. Велат дека излез од сето ова е многу лесно објаснив, а тоа е престанок на партизираност на администрацијата и премногу влијание на политиката под наводници во образованието, во економијата, во културата да се сведе на она што е препознатливо секаде во светот за политика. Имаме сега една нешто како дрвено железо, науката мора да излезе. Имавме пред 3 недели вашите колеги, некои вие сте им предавале, наставниците кои се чувствуваат загрозени во општество со мали плати, недоволни плати, со статус кој е недоволно почитуван, како фела зборувам, а од другата страна, кога погледаш општеството во целост, наодите на овие институции велат, да, господа, ма вие произведувате, да не навредам негова зборот, но резултатот од ова нашите деца не се доволно писмени или недоволно конјунктурни од високото образование. И општеството е во право, и тие се во право. Каде е излезот од овој општествен судир? Да, бе разбирам, тоа често се појавува како, нели, како сериозна дискусија, како критика на едни кон други. Ние прво мораме да сватиме во општество дека треба да ја зголемиме толеранцијата. Дека ние сите сме во овој заеднички круг за создавање на подобро општество и не сме ние во училиштата, на факултетите едни, во министерството некои други. Ние мораме да создадеме дека заеднички сме одговорни за сите состојби кои што се случуваат во образованието. Таа поделба која што постои, например, од една страна на нас како фела, нас према министерството, е создавана во овие 20 на 30 години од различни ситуации, од различни мотиви, но мора да почне да се појават луѓе тоа да го менуваат. Одамна е кажано дека училиштето е сликата на општеството. Значи, тоа е истиот круг во кој што одредени состојби кои што ви се случуваат во општеството, ќе ви се случуваат и во училиштето, односно во образованието. Вие не можете да имате
врвна политика, ама да имате лошо образование. Како што нема да ви се случи да имате врвно образование, а лоша политика. Значи тоа е таква една испреплетена конекција во која што излезот од тоа повторно го даваат луѓе кои што и системи кои што се поминале низ вакви патишта. Постојат така наречени лекции од земји кои што ги напишале некои кои што може да се прочитаат и може добро да се искористат. Создавањето на доверба, на мрежа на институции на споделена одговорност. Тоа значи дека Министерството ќе им даде на професорите да го напишат законот. Напишете го како сакате вие, ама одговорноста ќе биде ваша, вие си го напишавте. Токму тоа ми беше и последното. Тука не може да настане проблем таков како што настанува кај нас. Министерството нешто работи, ама наставниците не знаат какви реформи се спремаат. Значи кога тргнува една таква реформа, вие гледате ги реформите во Загреб, во Хрватска. Така е. Курикуламските реформи всушност направија 1000 наставници со платено работно време ги извадуваат најдобрите од училиште, ги им оставија да работат на реформите, направија замена, луѓето работеа 1 година на реформите, изимаа плата за тоа. Значи тоа е давање на друг импулс во општеството, на друга енергија дека ние заедно треба да тргнеме во една трансформација на. Така е. Ова беше последната тема и професорката од Сараево што го постави како дилема и вие одговорите на тоа. Јас само за кратко ќе ве знамам. Бидејќи имаме, да не го употребувам бројот, универзитетски професори, толку многу, веќе не знам, барем јас, мислам дека 24 универзитета од различни форми високошколски установи. Вашата фела да се избори за притисокот на знаење и на силата на аргументите над волонтаризмот на политичарите. Бидејќи имаме опасност да се сведеме како судиите. Значи, судството постојано ни на критика, добија повисоки плати, а резултатите на крајот од живењето е немање на правна сигурност. Меѓу вас, ќе се изборите ли за закон кој ќе ви го дигне дигнитетот, ама и да наставниците да бидат наставници? Ве разбирам. Значи, а да не добиеме само дипломи. Тука станува прво збор дали разговараат луѓе кои што сакаат да се слушаат или разговараат само луѓе од куртуазија да заврши разговорот. Јас имам чувство дека во овие 20 на години не постои всушност диалог и луѓето не сакаат да се слушнат, не сакаат да се разберат. Првиот чекор е до тоа. Дали ние ќе се договориме како општество, како систем да почнеме да ги менуваме нештата. Таа тема е тема на која што многу луѓе во изминалите 20 години постојано зборуваат. Некој не зборува, некој еднаш ќе каже нешто, чувствува дека никој не го слуша, се повлекува. Јас тука не ја наоѓам клучната забелешка во општеството, кај наставниците и кај професорите. Интонацијата мора да ја дадат тие кои што всушност носат образовни политики. Тие се диригентот на оркестарот. Тие каков тон ќе дадат во општеството, на соработка, на толерантност, на емпатичност, на флексибилност, на доверба, на стимулација на добрите, на поправање на лошите примери, ама тоа брзо да се препознава во средината. Знаете, вие не можете, ние уште да разговараме дали ќе ги сменеме прозорите во училиштето, дали ќе има топла вода во спортската сала, дали ќе има дресови за учениците на училишниот надпревар и тоа да бидат клучните теми, ако го тоа направиме нешто кој знае што сме направили. Тие теми се теми кои што се редовни теми и тие не се веќе теми на кои што ние треба да дискутираме. Ние треба да дискутираме кај сме ние споредливи, колку ние како наставници ќе бидеме наставници во некои други европски и светски земји, не викали некој нас, не барали или само сме си доволни. Ако има 20, тој ќе пропадне, ќе застане еден ден, бидејќи нема да ве бара никој, нема да ви се запишуваат на факултет ако не сте добри. Тие прашања времето ќе покаже што е тоа што ќе се случува. Така да клучната работа е тоа што го спомнавте, мерит системот, критериуми, реални критериуми и да почне да тргнуваме кон некои насоки во кои што ќе бидеме помотивирани. Ова е депресија во изминатите 20 години во образованието. А депресијата се лечи со активност, затоа ние ве повикуваме вас професорите од нашиот универзитет, бидејќи овде сте ни на дофат, а треба да слушнеме што е тоа вие што го предлагате и да започнеме една општа дебата околу тоа ќе не бидели како народ и како држава. Мора да веруваме дека ќе не. Ви благодарам за поканата. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со професорот Барбарев и како продолжеток на Дневникот. Овде завршува и Дневникот. Ви посакувам пријатна вечер.